Неколку пати почитувани спомнав дека на 9, 10 и 11 мај, значи за 2 недели, од прилика ќе се случува големата волонтерска еколошка акција од граѓаните за граѓаните, Генералка Викенд 2025. Токму заради Генералката Викенд, денес во нашето студио се нашите, можем слободно да кажам, драги пријатели, идејните творци на оваа акција, Ханес Јекл и Гордана Софија. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и добро ве најдовме. 9, 10 и 11 мај. Да. Веројатно е се веќе подготвено за новата акција Генералка Викенд. Everything is ready. We are working hard and day and night, and this is why we have this. It's nema schminke, it's nema sleeping. Работиме напорно ден и ноќе, затоа имаме и токави подочници. But it's going to be great. It's going to be fantastic. Но ќе биде супер. Како е замислено? Значи оваа година мислам дека имате пријавено рекорден број на општини досега? We have basically all municipalities in Macedonia contributing to Generalka Weekend. Скоро сите општини од Македонија учествуваат во Генералка Викенд, 78. And on every day we are cleaning approximately 200-300 locations all over Macedonia at the same time. И на овие 3 дена, од прилика дневно по 200-300 локации ќе бидат чистени на територијата на цела земја. Every day. Секој ден. So we have around 600 locations. Над 600 локации веќе. From Deba to Berovo, from Kriva Palanka to Ohrid, the whole country. Цела земја е вклучена. We created a map on our homepage and we put pin on every location. And when you go on Generalka Weekend lokacji, and then it's a map and you cannot see Macedonia, it's full of pins. На нашата веб страница ги ставаме со Google пинови сите локации. Ако одите и ако ја видите мапата, цела земја е покриена со пинови, затоа што има многу локации. And the people are so looking forward to it. Since months they are asking us, what can we do? We are so... And every day, like in every minute, we get a phone call, we get an SMS, we get a message. What can we do? We want to be part of it. Да, секој ден добиваме многу пораки, повици на граѓани кои што сакаат да се вклучат. Ова, не само оваа година, и сите предходно, ги работите Генералка Викенд, практично петокот и евентуално саботата се денови кога се вклучуваат и училиштата, и детските градинки, за да можат и малите деца да сватат дека не може само да се фрлаат отпадоци секаде. Да. Мислам дека тука повеќе проблем се повозрасните, да бидеме искрени, од искуство минативе неколку години. Да, во петок се вклучени сите училишта. Годинава е еден, да речам, посебна генералка, бидејќи е пета поред, јубилејна генералка во која што учествуваат сите општини, значи цела држава чисти. Меѓутоа, исто е, го прославуваме моментот на подпишување меморандум со Министерството за образование, во кое што и УНИЦЕФ, во кое што ќе бидат вклучени сите основни и средни училишта и градинки и ќе имаат еден вид домашна задача наречена екочас, благодарение на материјалите од УНИЦЕФ и Бирото за образование ќе бидат обезбедени сите училишта материјали за екологија, што е отпад, кај завршува пластиката, што се случува ако ја фрлиме на несоодветно место, како се разградува и слично, до какви последици носи. И потоа, после часовите, ќе излезат да чистат во нивните училишни дворови, а сабота и недела ќе имаат домашна задача, Генералка Викенд, да исчистат дома, околината на нивната куќа или зграда, а во недела пикник местата, парковите, значи заедно со целото семејство. Тогаш родителите нека се подзамислат од и малите деца се истрени во она што ќе го добијат како обврска.
на 9 мај. За возрастните, централно место за чистење е Скопскиот аквадукт. Скопскиот аквадукт ќе биде како еден вид официјално отварање на Генералка, меѓутоа паралелно со Скопскиот аквадукт ќе се чисти на уште 300 или 400 локации во сите градови. Ќе бидеме на Скопскиот аквадукт бидејќи е наше културно-историско наследство и состојбата во која што е во моментов, особено околината, која е преполна со отпад, е нешто што не смееме да си го дозволиме како народ. Многу сте културна во изразите, состојбата е очајна во моментов. Состојбата е очајна, да. Кој се ќе биде присутен на официјалното отворање, бидејќи нема да чистат само учениците, децата кои што одат во градинка, имате и амбасади, колку што знам? Да, who will be present the 9th on Aqueduct? A lot of people will be present. We have confirmation from the leaders, from our main strategic partner, of course, Pivara Skopje, and our other partners from Parkomak, Nulla Otpad, and many other companies will join us there, who are actually enabling the Generalka weekend with their sponsorship. Ќе бидат присутни представниците на компаниите партнери кои што всушност ја го возможуваат одржувањето на Генералка викенд. But of course, traditionally it's the Ministry of Environment that is opening the event. Традиционално е Министерот за животна средина кој што го отвора целиот настан. But this year we have a surprise. На оваа година имаме изненадување. A very, very special person in this country will also be there, but we cannot say who it is. Добро. But it will be a big surprise. Специјална личност ќе биде исто присутна на отварањето на Генералка викенд на Аквадуктот, па засега ни останува тајна. But of course also the Austrian ambassador will come. I'm an Austrian, so but also as a representative for the international community here in Macedonia. So we have the people from Macedonia, the international friends of Macedonia, and the economy and the politics. So basically, in Aqueduct, we are collecting a little snapshot of the whole society. Целото општество ќе биде вклучено на Аквадуктот од интернационални представници, наши граѓани, партнери компании, значи ќе има многу различни луѓе. Инаку, за овие 3 дена очекувате присуство на околу 30.000 учесници во акцијата. Да, минатата година беа пријавени и учествува над 20.000 волонтери. Ние ги добиваме сите овие бројки од нашите партнери, општините. Меѓутоа, некојаш можеби нема да регистрираме некои волонтери кои што се приклучиле, затоа велиме од прилика 20.000 волонтери. Оваа година, според реакциите, бројката ќе биде сигурно поголема, зашто сме многу среќни, бидејќи колку повеќе граѓани излезат и чистат, толку повеќе придонесуваме за самите нас. Годинава исто се поканети многу јавни институции, како Народна банка, Завод за ревизија, Завод за статистика, значи сите тие ќе излезат надвор и ќе исчистат околу самите седишта на институциите, заедно, паралелно со сите граѓани. Значи, во Генералка викенд во сите овие општини ќе чистат дечиња од градинка, основни и средни училишта, спортски здруженија, клубови, граѓански здруженија, еколошки невладини организации, спортски федерации, пензионерите се многу активни, значи сите. За овие 5 години, колку што делувате овде во Македонија со Генералка викенд, колку сте задоволни од тоа им се сменили свеста на луѓето за здрава и чиста околина? The awareness of the people in these 5 years, did we notice that has been changed to become better? How we are satisfied? I think that a lot has changed from 2021 until now. Многу се смени од 2021 до сега, од кога почнавме.
When we started with Generalka Weekend, basically everybody thought this is an action from environmental enthusiasts. Кога започнавме, сите смета дека ова е акција организирана од некои ентузијасти. But after 5 years of doing this and repeating the mantra, По 5 години упорно, одново и одново, and especially because we see that there are so many people involved in it. It is the second biggest event after the elections last year. минатата година Генералка Викенд беше втори настан по големина после изборите. And it's also an event that is above all political backgrounds, cultural backgrounds, age. It's the whole society united behind the idea of having a better life. Позади идејата да се има поквалитетен и подобар живот за сите нас, стои Генералка Викенд и во тоа се вклучени сите граѓани без разлика на тоа од која политичка партија припаѓаат, без разлика на возраста, на културната позадина, значи сите се вклучени во еден ист наратив, да имаме подобар живот. And you know how it is with ideas, you know? The more people who believe in an idea, the more real this idea becomes. Колку повеќе луѓе веруваат во една идеја, толку таа станува се пореална. Ханес, кога сме веќе кај идеите, памтам дека пред неколку години, не беше минатата година сигурно, ама пред 2 или 3 години, во нашава емисија, во едно друго студио бевме, кога рековте, кога дојдов во Македонија, помислив зошто ова да не биде исто како кај нас во Австрија. A couple of years ago, we were a guest in Yes. this TV show. You said, "Why, when I saw Macedonia, why this piece of land cannot be just like Austria, clean?" Yes, but Macedonia can be clean. Macedonia can be everything. Everything what the people want it to be. Македонија може да биде се што луѓето ќе посакаат да биде. So if you want to be like Slovenia or like Austria, or maybe it's better to be like Macedonia. Како Австрија, Словенија, но најдобро е да се биде автентичен како Македонија. Но ни ги пренесувате навиките, обврските што треба да ги имаме кон природата, што ние овде на Балканот малку ги подзабораваме. You're passing the habits, the obligations that we have towards the nature that we here on the Balkan a little bit forget about. И се трудите да бидеме And you try to- Македонија со некои поинакви, подобри навики кога станува збор за екологија. Да, Macedonia, and we try to have country with a better habits about the environment. I think maybe it's easier to understand that protecting the environment is good for the money. Може би најлесно е за луѓето да разберат дека заштитата на животната средина е исто добра финансиски. Good environment, many tourists. Здрава и чиста животна средина, многу туристи. Good environment, high quality food, more money for the farmers. Здрава животна средина, високо квалитетна храна, повеќе пари за самите земјоделци. More money in tourism and agriculture is more money in tax. Повеќе пари во туризмот и земјоделството значи повеќе данок. And more tax is better streets and better schools. А повеќе данок значи подобри училишта, подобра инфраструктура, подобри улици, подобро се. And then we can be proud of our country. И тогаш ќе бидеме горди на нашата земја. Па за крај, јас само би додала. На 9, 10 и 11 мај да се извалкаме и да исчистиме. Da. Да. Ви благодарам многу што денес бевте дел од нашата емисија. Ви благодарам. Среќна сум заради нашата соработка и се надевам дека и таа ќе продолжи и понатаму. Ние сме тука како Македонска телевизија да ве поддржуваме во сите ваши планови и идеи што ги имате, затоа што тоа го правите за доброто на сите и од граѓаните за граѓаните.
Да, граѓаните го прават за самите нив. Да. Ви благодарам уште еднаш.